Научно-фантастичен филм или првоаприлска шега се ветувањата на СДСМ за покачување на платите на докторите и медицинските сестри за повеќе од 32% и укинување на партиципацијата од 20% за јавните здравствени услуги. Реагираат здравствените работници. Според нив, овие огромни и амбициозни ветувања од страна на носителот на изборната единица 4 Венко Филипче се далеку од реални. Од независниот синдикат на здравствени работници велат дека невозможна мисија е доктор-специјалист да достигне плата до 180.000 динари. Ова може да се каже како научно-фантастичен филм или првоаприлска шега. Оваа година буџетот на Фондот за здравство околу 46,7 милиарди денари и 8 милиарди денари од Министерството за здравство. Со овие пари, значи, ние ако одиме со покачување на платата за 120.000 за докторите, за специјалистите 180, сестрите 100.000. Сега, просечна плата на медицинска сестра во јавна здравствена установа со средно образование, мислам, лаборант, сметководител, технички персонал, е околу 25.000 денари. За да стигнеме до цифрата до 100.000 денари, ние треба да го зголемиме буџетот за 150%. Според независниот синдикат, мачкање очи е и ветувањето за укинување на партиципацијата за услугите во јавното здравство. Со неговото укинување на партиципацијата, таа партиципација е 20% и од вкупниот буџет на Република Македонија изнесува 5,4%. Таа партиципација останува во јавните здравствени установи, се со цел за обнова, за изградба. Филипче во делот на програмата на СДСМ насочена кон здравството, освен што ветува енормно повисоки плати на сите здравствени работници, се обврзува и да ги врати докторите од странство во Македонија. СДСМ пред 7 години пред да дојде на власт не штедеше на ветувања. Ако се реализираа сега, ќе имавме бесплатно јавно здравство, нов систем за мој термин, а медицинскиот кадар ќе имаше бесплатна едукација и двојно зголемена плата и награди. Наместо тоа, македонското здравство го одбележува недостиг од терапија, необновени позитивни листи кои се ветуваат со години, ни за скандали, афери, незадоволен медицински персонал и уште понезадоволни граѓани од здравствениот систем.